Во името на Toyota Автоцентар сакам уште еднаш на сите да ви посакам топло добре дојде и да ви се заблагодарам за одвоеното време да присуствувате на оваа пресконференција на која што уште еднаш заедно ќе го означиме почетокот на продажбата на најновата генерација, втора генерација на Lexus NX. NX како модел за прв пат на пазарот се појавува уште во 2014 година и веднаш потоа станува како еден од најпродаваните модели за брендот. Од првата генерација на моделот беа продадени рекордни 175.000 единици во Европа, додека ако зборуваме во светски рамки, оваа бројка стигна негде околу 1 милион единици. И тоа најчесто на купувачи кои што беа нови за брендот. Истата ситуација и во Македонија. Претходната генерација на NX дефинитивно беше од најпродаваниот Lexus и на нашиот пазар. Кога ќе ме прашате што е тоа ново во оваа најнова генерација на Lexus NX, најнапред ќе ви кажам дека дури 95% од деловите се ново развиени. Ќе започнам најнапред со дизајнот. Предниот дел на возилото останува со онаа карактеристична решетка во мрежеста форма, меѓутоа сега таа е поисправена, се со цел да се даде подобар проток на воздухот кон моторот. Значителна промена има исто така и во задниот дел на возилото. Најкарактеристично е тоа што логото на Lexus веќе е заменето со испис Lexus, кој што дава малку посовремен и помодерен изглед на задниот дел на возилото, секако запазувајќи неговата препознатливост и неговиот идентитет. Моделот се нуди на располагање со 11 различни бои, од кои што 2 се и специјални бои. Тоа се Соник Бела и новата Соник Сина. Што е специјалноста? Специјалноста е во тоа што на каросеријата се поставуваат 5 ултра тенки слоеви на боја кои што потоа рачно се полираат, за да се добие подобар контраст од оцејот на надворешната светлина. Големи промени се направени и во внатрешноста, во кабината на возилото. Главниот концепт на кој што е правена внатрешноста е концептот Азуна, кој што потекнува од јапонскиот збор и означува како јавачот со уздите успева да го контролира, односно управува коњот. Значи, внатрешноста на возилото е комплетно свртена кон вниманието на возачот и неговото подобрено возачко искуство. При тоа, не заборавајќи и не игнорирајќи го основниот момент, очите секогаш да бидат на патот, рацете секогаш да бидат на управувачот. Кога сме кај управувачот, тој исто така ново развие. Такуми мајсторите имаа за задача да направат управувач на кој ќе биде поставен на најдобра положба на возачот, за да тој има најдобра прегледност и најдобра управливост. За таа цел, Lexus уште во првата развојна фаза на моделот направи истражување во кое што ја мереше должината на раката од рамото до прстите на голем број на клиенти во светот, се со цел да ја добие најсоодветната положба на поставување на управувачот. Кога станува збор за другите новитети кај моделот, морам да ја спомнам и првата електронска брава, брава, која што за разлика од претходниот модел, кој што имаше класична рачка за отварање, оваа брава функционира на принципот на прекинувач со копче, со кој што се обезбедува многу поедноставно, потивко и побрзо отварање на вратите. Кога сме кај бравата, морам исто така да ја споменам и задната електрична врата, вратата на багажниот простор. За отварањето и затварањето сега е многу побрзо во споредба со претходната генерација. Оваа врата сега се затвора за цели 8 секунди побрзо во споредба со задната електрична врата на претходниот модел. Во однос, и таа е секако сега далеку потивка во однос на она што беше претходно. Кога сме кај тишината, Lexus уште во првата развојна фаза на моделот посвети огромно внимание на идентификување на сите причинители на бучава и вибрации во моделот. Заради тоа, кај возилото се поставени стакла на прозорите со акустичен ефект и исто така во
предните и централните столбави е поставена пена се со цел да се намали бучавата и да се намалат вибрациите внатре во кабината. Кога станува збор за погонските единици, на нашиот пазар ќе понудиме два мотора. Едниот ќе биде добро познатиот самополнечки хибрид NX 350H, додека големиот новитет со кој што започнуваме едно ново поглавје во брендот на Lexus, тоа е плагин хибридот 450H+, кој што ќе биде нова референтна точка во сегментот по однос на моќноста, перформансите и можноста и досегот кој што може да се помине со помош на електричен, на 100% електричен режим кај возилото. Ќе започнам со она што е новитет. Lexus искористи 15 годишната експертиза во производство на електрифицирани хибридни возила и направи плагин модел кој што е најдобар во сегментот. Станува збор за 2,5 литарски хибриден мотор кој што се комбинира со два електромотори. Преден електромотор од 134 киловати, заден електромотор од 40 киловати и литиум-ионска батерија од 18,1 киловат-часови, која што е батерија има и најголем капацитет во сегментот. Благодарение на оваа батерија, последните мерења на ВЛТП покажуваат дека во комбиниран циклус новиот NX плагин хибрид може да вози на 100% електричен режим од 69 до 74 километри, додека во урбани, во градски услови може да достигне и до 98 километри. Нешто што е за два пати повеќе во споредба со конкурентите од истиот сегмент. Големиот капацитет на батеријата исто така овозможи да возилото може да се вози на 100% електричен режим на брзина до 135 км на час. Инаку во однос на перформансите, возилото има 309 конски сили, забрзување од 0 до 100 за само 6,3 секунди и потрошувачка на гориво во првите 100 км од 0,9 до 1,1 литар. Она што исто така сакам да го напоменам, а е различно во однос на конкурентите во сегментот, е попразнење на батеријата. Нашата плагин хибридна технологија продолжува да го придвижува возилото со помош на самополничкиот хибриден систем. За разлика од поголемиот број на плагин возила во сегментот, каде по трошење на батеријата, придвижувањето на возилото е со мотор со внатрешно согорување. Истражувањата на Lexus покажа дека во овој случај, поради ваквиот начин на работа, конкурентите имаат до 30% зголемена потрошувачка на гориво во споредба со нашиот модел. Секако не помалку важен е и самополнечкиот хибрид во својата четврта генерација NX 350H. Станува збор исто така за 2,5 литарски хибриден мотор, меѓутоа за разлика од претходната генерација, моќноста му е зголемена за 24% и сега имаме моќен агрегат со 244 конски сили и забрзување од 7,7 секунди од 0 до 100. Нешто друго ново што сакам да ви потенцирам кај најновиот NX е новата мултимедија, која што е поставена на еден од најголемите екрани во сегментот, 14,1 инчи. Покрај стандардните информации за секоја мултимедија, ќе напоменам дека кај нас клауд навигацијата е стандардна во сите пакети на опрема, со тоа што се добиваат возачот, значи може да добие корисни информации за сообраќајот, за случувањата на патот во реално време. Дел од новата мултимедија е исто така и системот за распознавање на глас Hey Lexus, со кој што буквално вие може да си разговарате со возилото, односно да му давате наредби, па дури да се предмислувате. Доколку сте гладни, може да му кажете дека ви се јаде и на тој начин на самиот дисплеј да ви се излистат сите ресторани кои што се во близината на движењето на возилото. Командите може да се даваат од страната на возачот и од страната на совозачот. При тоа, давајќи им команди да се отворат, да се затворат прозорите, да се отвори сончевиот, затвори сончевиот кров и така натаму. Кога зборуваме за безбедноста,
безбедноста во Lexus е стандард, таа никогаш не била опција. Нашите возила се стандардно опремени со најсовремените безбедносни системи од безбедносниот пакет Lexus Safety Sense. Секако, со одредени надоградувања во оваа нова генерација, со цел да се детектираат поголеми, да кажам, сообраќајни ситуации. Дел од новиот безбедносен систем е Lexus Safety Exit, кој што возможува да кажеме дополнителна безбедност за самото возило, комбинирајќи работата на blind spot мониторот со е-бравата, кога возилото е паркирано и неможноста да се отворат вратите доколу во околината околу возилото поменува велосипед, моторцикл или пак некое друго возило. Возилото на нашиот пазар ќе се понуди со стартна цена од 49.990 евра за самополнечкиот хибрид NX 350H, односно 69.990 евра за плагин моделот. И нешто што секако не е помалку важно од сите овие информации што ви ги кажав, сите возила на Lexus, вклучувајќи оваа најнова генерација, се вклучени во програмата Lexus Relax, која што возможува 10 годишна гаранција, бесплатна 10 годишна гаранција за сите ново купени возила.